полна скафандерска опрема, во лифт. И јас со брисеви, стојам со стапчињата, немам стапчиња, не битно, ги држам стапчиња вака, ме гледа вака, ено, 2 спрата, што се вика. И на крај ми вика, извинете, прашам, колку земате за кречење од рака? Значи, Како беше таа бабичката со дедото? Ти си тој ден што... ти си тој што пее. Пази, не тој што взима брисовите по тоа што го знае по скафандер. Ти си тој што пее. Ти си што пее, да, вика. Ти си тој што пее, да проложи супер, браво. Секој сабајле јај дедото, те гледам и ти ставаме лайк. Да. Крај. Don't say you're happy, I walk around me, I know without you. It's understood. Cause it's no good. Cause it's no good. Гледај како. Што беше битно во целиот тој проект, во таа песната беше нели учеството на Филип на виолина, момчето со аутизам. Фактички тоа беше и целта од една страна, да се прикаже дека има лица со аутизам кои што имаат таленти, може да направат, може да функционира. Ќе има многу убав настан, ќе биде овој пат се вика играме заедно, тоа значи дека ќе има едно 15 активности со различни игри, ќе има домино, ќе има куглање, плочка, ќе има цртање, ликовно катче, фудбалче ќе има. Тоа детенцето кое што ми го даде името Космонаутко, една ситуација кај што многу интересна. Како звонам на вратата, најнаш се отвара врата, детенцето седнато во скутка е мајката, таткото отвара и детето вика, мамо, дојде космонаутот бриз да ни земе. Значи, многу интересно дојде прво што мене, детево, значи, имаше представа дека доаѓа некој од друга планета. После ми кажа од која планета сум, ми раскажаа децава сето тоа. Ама он е поубав момент за мене што беше во целата приказна е што детето беше фактички спремно од страна на родителите дека не е ништо страшно тоа што ќе се случува, бриз ќе дојде, ќе земи, ќе дојде космонаутот и детево радосно чека.